трето олимпско вклучување ова утро. Димитар Бабалков е на терен. Веќе споменавме неколку пати, ќе зборуваме за соколарството или пак соколи јастреби. Трајче Китановски и неговиот јастреб Хари треба да бидат, ајде да кажам така, главни ликови во олимпско вклучување. Димитар, какви се најпрви неве кусо временските услови и дали ќе имаме можност да го видиме и јастребот Хари како лета? Добро утро, Маријан, од кејот на Вардар и како што кажа во најавата, ова утро на третото вклучување од терен, друштво ми прави искусен соколар и неговиот миленик, така ќе го наречам, тоа е јастребот Хари, кој инако е пустински јастреб. Добро утро, Трајче Китановски, веднаш ќе прашам што е соколарството, имаме ли ова утро временски услови погодни за Хари да го видиме како лета? Добро утро, Димитар. Најпрво сакам да ви се заблагодарам на вас и вашата телевизија, на вашата покана. Мислам дека ќе имаме прилика да го видиме како ќе лета, да. Какви временски услови треба да имаме за Хари да лети, што е соколарството? Па добро, Хари, бидејќи е пустински јастреб, треба да е температурата да не е испод нулата. Ако испод нулата, он веќе има проблеми, не е тоа. Он е пустински јастреб или Парабуто уницингтус, народски познат како Харисов јастреб, Харис. Со него се дружиме скоро веќе 2 години. Го споменавме соколарството од една страна, Хари е јастреб. Како се поврзани соколарството и јастребите или што се влегува во соколарството? Добро прашање, да. Па под соколарството спаѓа јастребарство и орларство. Тоа се 3 гранки на ловот. Иначе соколарството е најстарата гранка на ловот. Праисториска, која веќе потекнува, датира 4200 години. Од прилика, 4200 години. Само соколарската капа е некаде 3000 години. Се смета дека е околу 3000 години стара. Што на жал сега немаме за да се види. Не ја понесов. Кога се носи таа соколарска капа и како се тренира условно, конкретно Хари, за да летни на даден знак на соколарот во случајов на твој знак да се врати на твојата рака? Најпрво треба многу љубов, соколарството е пасија, многу мина љубов да го спомнат како хоби, но јас не се сложувам со тоа дека е хоби, заради тоа што хоби е нешто што го правиш кога имаш време. А пасија, пасионираност е нештото да го правиш и кога немаш време, и кога имаш. Значи, Хари не ме прашува дали јас денеска можам да го летам или не. Он сака и тоа е потреба. Кога веќе го имаш, мораш. Соколарската капа, ме запрашавте, се користи во, значи, при припитомување, кога е јастребот или птицата дива, или при транспорт. Во нашето возило, например, му се става капата заради тоа што мозокот на птицата грабливка е фотосензитивен, што подразбира дека размислува само кога гледа, кога е во темница е мирна. И затоа им се става капата за да се смири птицата. Хари е кај тебе веќе 2 години, но наскоро, колку што имам информации, ќе добие и своја партнерка. Па тука веднаш ќе запрашам дали имам соколари во Македонија, млади луѓе кои се заинтересирани за соколарството, со цел да може повеќе јастреби и соколи да бидат на едно место, да условно и тие да имаат социјализација и дружење. Добро, јас кога почнував пред 7 години со соколарството, бевме, па и скоро уште сме, 10 луѓе што сме соколари во Македонија. Сега е благодарение на вас медиумите што ми подадовте рака, така секогаш умеам да кажам, на мене и на соколарството да го промовираме. Се јавија уште неколку дечки што радува тоа и сум среќен. Јас сакам да е соколарството се поактуелно и има, например, јас сум ментор на Пеце од Битола. Тој е еден млад и надежен соколар, иден соколар, кој за сега моди одлично и на Јасмин од Босна. Воедно си члени на Соколарско друштво од Србија, па да прашам, има ли некој начин на споделување птици, може би невистинскиот термин од Македонија во Србија, од Србија во Македонија, со цел да се развива соколарството? Да, член сум, почестен член сум на Соколарско друштво Харис Хоук
од Србија, чиј председател е мојот драг пријател Семис. Па тоа е малку посложена работа, заради тоа што треба нормално цитес. Ние тоа го умееме да го кажеме цитес, тоа е како пасош. И нормално дека можно е да го птицата да ги поседува сите документи. И не само тоа, и соколар. Еве, Хари веќе реагира на куче кое е на Хари прошетка, реагира па ќе секогаш. прашам како се справуваш еве кога е изнесен Хари на отворено, кога лета, дали знае да се впушти во лов без да ги слуша условно твоите инструкции? Добро, сепак е јастреб и нормално вака секогаш реагира кога ќе види куче или маче во негова близина, повеќе куче. Командите ги слуша скоро секогаш, освен во некои ситуации кога ќе догледа плен. Сепак он за тој живе, за да лови. Обстанокот му се сведува на секој дневен лов. Така да, кога ќе догледа плен, он оди и напаѓа. И доколку јас го повикам него тогаш, он нема да дое сигурно дека ќе го гледа пленот и додека мисли дека може да го фати пленот, например сега кога се работи за некој гњурец, он стои над дрвото и ќе го чека додека мисли дека може пленот да се појави. Ја ако го викам за тоа време, сигурно дека он нема мене да ме послуша, но сам си оценува кога, значи време кога ќе дојде. И секако дека нема шанси да ми избега. Шанси постојат секогаш, бидејќи е птица грабливка и се десило тоа со многу птици на секој соколар, но оваа птица грабливка, Харисов јастреб, е така да кажам најсоцијална во глобала. Птиците грабливки не се социјални животни, но оваа птица е најмногу посакувана кај соколарите, токму заради нејзината приврзаност кон соколарот. Хари е научен на објективи, на камери, на фотосесии, го гледаме. Може би еве луѓето и не знаат дека станува збор токму за Хари, но сигурно го виделе на различни календари, фотосесии, видео, спотови. Каде се можат луѓето кои се интересираат за Хари да го видат во некои раскошни изданија со расширени крилја, во спотови? Каде се има учествувано Хари пред објективите и каде за ова нова 2021 година веќе е букиран да биде модел? Добро. Можам да спомнам најновата фотосесија беше со моделот Кристина. Тоа беше пред месец дена скоро. Лесно се адаптира на непознати луѓе? И ме зачуди мене, иако знаев дека е навикнат значи да се фотографира, но беше прилично мирен пред Кристина, дури дозволи и да биде поголем, што не е случај секогаш. Он мене ми дава, нормално, он мене ме гледа како родител негов, не како родител или како партнер, не како човек. И затоа често пати знаем и да комуницирам. Иначе да, спомнавте дека Хари е доста актуелен. Добро, го нема на календари, се уште, Но но го планот има. ми е тоа, така е, да. Но во разни спотови се појавува, може да се забележи на нашата фан страница на Facebook, Забава со Хари. Имено може и таму луѓето што се заинтересирани за соколарството и за птиците грабливки во целина да ме пронајдат и нема да има никаков проблем. Можам како ексклузива да најавам дека оваа година ќе се појави во спотот на нашиот естраден уметник Благоја Грујовски. Тоа можам да го спомнам. И додека сме во исчекување на сите тие фотосесии, снимања Хари да ги доживее во новата 2021, не можам да прашам колку во Македонија соколарството од професионален аспект е застапено, особено на аеродромите ширум светот постојат соколи со цел да ги бркаат сите гулаби и сите птици кои често знаат да најдат за солниште, да направат гнездо во моторите на авионите и со тоа да се случат авионски несреќи. Каква е ситуацијата во Македонија со соколарството на тоа поле? Добро сте прочитале, тоа е на жалост вистина. Соколарството во Македонија не е нешто многу застапено, но се трудиме да биде поактуелно и се надевам дека овие работи и нешто што ги спомнате ќе се подобрат на подобро, ќе се променат на подобро.
во Србија, да не одиме подалеку, во Србија има на аеродромите веќе запослено мои другари соколари, што се задолжени за безбедноста на патниците и на авионот. Зашто често пати авионите знаат да полетаат и да паднат. Моторот да нема сила, да ги врти перките и да паднат. Токму заради тие птици штетници што се гнездат и што се пикаат внатре во перките. Тоа се вика биолошка заштита, еколошко-биолошка заштита со птица грабливка. Кај нас во Македонија јас го правам тоа, не сме на тоа ниво да го правиме тоа на аеродром или нешто слично, но како што кажав, се надевам дека ќе се пројави некоја заинтересираност, се со цел за безбедноста на патниците и малку да одиме напред, заради тоа што во Европа речиси секој аеродром поседува има запослено соколари. Само кај нас моментално нема. Да се надеваме дека во скоро време ситуацијата ќе се промени и соколарството ќе биде застапено од безбедносни причини пред се и на нашиот аеродром. Дали има нешто кое е апсолутно важно да го знаеме околу соколарството, јастребите ве конкретно и Захарија не го споменавме во овие изминати минути, сполнети секако со интересни, можам да речам, ексклузивни возбудливи информации токму на тема соколарство. Ништо, само јас би додал околу опремата, околу соколарската опрема, зашто многу незналици, да ги наречам така, добро, не се ниту виновни, не знаат дека ова е правилен начин на птицата да биде врзана и мора да е, кога веќе е кај соколар, мора да е врзана на овој начин, соколарски. Само ако може на кај камерата да ја свртиме ракавицата за да го видат гледачите тоа. Значи, птицата не е прав ништо лошо, многу луѓе што не знаат и ќе помислат птицата ја врзал или нешто слично, нема никаква врска, заради тоа што, како што напоменав, ние летаме скоро секој ден, значи во неделата, ако не 7, најмалце 5 дена. Ова е осмица или врталка, ова е надоврсток, ова се каишки, ова се алмери, што служат за вртење на... Значи, птицата не само кај мене или кај некој соколар од Македонија, општо во светот мора да биде врзана вак. Сега, како што напоменав, постои соколарска капа, постојат и звончиња. Тоа е некоја покрај соколарската ракавица што е основна и соколарска вага која ни служи за мерење на нашата птица, за да видиме дали и ни кажува дали е птицата денеска спремна за летање или не. Бидејќи ако птицата е сита или најадена, ние не можеме да летаме со нејзе. Заради тоа што можеби значи сега зборувам за Хари. Можеби не мислам, не можеби, да кажам сигурно, нема да ми побегне. Но послабо ќе ги слуша како што напоменавте моите команди. Па заради тоа секоја грабливка има работна тежина, тоа така се вика, на која што работи и функционира и задачата на соколарот и уметноста е да се процени и да ја пронајде точно до грам таа соколарска грамажа што неговата птица работи и функционира. Велат, колку храна, толку работа или колку пари, толку музика. Благодарам Трајче за ова гостување, му се заблагодарувам и на Хари што ни удостои да биде ваков мирен и умен, народски кажано, како и секогаш и пред објективот на камерата на телевизија. Сите и гледачите да уживаат во една ваква прекрасна утринска гледка. Ви благодарам, Димитар, и на вас и на телевизија Сител, и јас за вас стоам секогаш на располагање. Почитувани гледачи, верувам дека уживавте покрај во овие прекрасни, ќе бидам искрен, секојдневни информации поврзани со соколарството, кое важи за најстар начин на ловење со птица грабливка. Уживавте и во гледката со Хари. Бидете редовно со Ја сакам Македонија во некоја следна прилика, кога временските услови ќе го дозволуваат тоа, ќе го видиме Хари и како лета и како се враќа на соколарската ракавица. Маријан и Елена, доколку имате некој дополнително прашање, повелете. Јас ќе кажам само дека комплет го разбирам Хари, што не сака да лета затоа што му е ладно и јас така би играла. Кажи ми, дали може би се обиде да го погалиш Хари и дали еве дозволуваат овие птици да се галат? Се плашиш да го погалиш?
Како што и слушнавме низ текот на разговорот, Хари треба да има пред се неколку дневен контакт со човекот кој треба да се доближи до него. Во случајов Хари нема проблем со контакт со луѓе, но кога би сакале, еве конкретно јас да ја пружам мојата дланка да го погалам, тогаш Хари би се бунел бидејќи ми има само еднаш видено во животот, односно денес повтор пат се сретнавме, бидејќи рано пролетта од минатата година Хари беше повторно наш гостин во рамки на Ја сакам Македонија. И јас би играла така, Димитар, би се држала подалеку од Хари, покрај тоа што му е многу студено. Ти благодариме, верувам дека и тебе ти е студено. Те чекаме во студио на Чајче.